Македонците со исламска вероисповед имаат богат фолклор и во поглед на народни умотворби, песни, приказни, и во поглед на обичаи, верувања и народна митологија и така натаму, но сепак може да се рече дека тој фолклор не е доволно запишан и не е доволно афирмиран. И покрај постоењето на одредени трудови во списанија, зборници и покрај постоењето на одредени посебни публикации посветени на фолклорот на оваа популација, сепак останува впечатокот дека не е доволно направено во изминатиот период на планот на запишување, вреднување и афирмација на овој фолклор и уште повеќе не е направено доволно овој фолклор да се покаже таму каде што му е местото како дел од севкупното македонско народно творештво, дел од севкупниот народ, македонски на фолклор и дел од македонската народна култура. Заедничкото минато, заедничкиот живот и меѓусебните влијанија создале многу заеднички елементи во фолклорот на еден ист народ со различна верска припадност. Се разбира, многу нешто е резултат на новото време, на одењето на печалба или на други престои во странство, но во основа се работи за традиционални обичаи и верувања, во кои се одразени вековните верувања на ова население. Македонците со исламска вероисповед и денес во својата народна култура имаат многу обичаи и верувања, останати не само од времето кога тие му припаѓале на христијанскиот свет, туку и од многу порано, далеку во предхристијанскиот период, односно во паганството. Такви се обичаите и верувањата поврзани со годишните времиња, со празниците, обичаите и верувањата поврзани со раѓањето на децата, потоа свадбените обичаи, обичаите и верувањата поврзани со погребите, баењата и другите суеверија. Македонското население со исламска вероисповест, како во минатото, така и денес, покрај сите маки ги зачувало своите традиции и обичаи. Ги зачувало и своите верски празници, Аџи Бајрам, Рамазан Бајрам, и горди се што си ги слават своите верски муслимански празници. Меѓу нив, нашето население се горди и што ги зачувале од минатото и празниците кои што ги славеле и ги слават до денес. Како межници, како пролетни, летни празници, доаѓајќи после многу отсуство од своите родни краишта, се горделе што ги славеле и останатите празници. А тоа се Летник, Ѓурѓовден, Еремија, Неврус и многу други.
Празникот Летник, со кој почнува новото лето, е на 1 март според стариот, односно на 14 март според новиот календар. Како во животот на македонците христијани, така и кај македонците со исламска вероисповед, овој празник има значајно место и се празнува 2 дена. Првиот ден се вика Запотки и тогаш младите одат во природата, каде што берат врбови, дренови, дабови и други гранки. Тие ги закачуваат на вратите од куќите, шталите, плевните, потоа на амбарите, леите со расат и други места. Кај исламизираните македонци Летник се празнува 2 дена со многу обичаи поврзани со билките, со водите, со општо со природата. Го празнувале и повозрасните луѓе, но и помладите, девојките, да речеме, момчињата кои што изведувале многу обичаи, береле билки. Тогаш се изведува обичајот запотки или запатки, како што се види таму кога се запотнуваат некои позначајни места во домаќинството, да речеме нивите, куќата, плевната и така натаму, со верување дека потката или таа билка, тоа растение што се остава на тоа место, дека ќе ги чува од несреќи, од разни негативни демони и така натаму. Голем број обичаи и верувања се поврзани со празникот Ѓурѓовден. Како кај православните македонци, овој празник оставил длабоки траги и кај македонците со исламска вероисповед. Некогаш празникот бил поврзан со обезбедување на благосостојба во земјоделските култури, со стоката, здравјето на луѓето. Во поново време, во изменети услови на живење, обичаите и верувањата останале како дел од народната култура на ова население. Очигледно е дека во основата на овој празник е некој голем предхристијански празник на пролетта, на будењето на вегетацијата и враќањето на животот по долгиот пасивен период во текот на зимата. Ѓурѓовден се слави на 6 и 7 мај. Како пролетен празник на сите жители од овој крај, навистина младите кога пукнува пролетта, особено на овој празник, одат собираат билки во своите прекрасни убавини од своите родни краишта. Пеат песни за своите печалбари, за своето население. Собираат разни билки, како кукурек, гороцвет, леска, даб и други билки. Тоа е еден дел, како во минатото, така и денес, дека навистина пролетта доаѓа, а со тоа радоста на населението од овие краишта. Многу се интересни кога младите се дружат, младите пеат, во сите села од овој крај си ги слават како навистина да се преродиле дека доаѓа пролетта, заврши зимата и како обичаи се горди што до денес и денеска останале. На празникот Ѓурѓовден во секоја куќа се колело јагне, како курбан. Тоа велат запишувачите на народните обичаи не било поради обезбедување месо, туку со курбанот се сакало смртта да се насочи кон животните, а не кон луѓето. Затоа се давало жртва, односно курбан. Фаделј Мустафовски Мустоски, истражувач на народната култура на македонците со исламска вероисповед, запишал дека во селото Лабуништа, Струшко, на Ѓурѓовден имало општа селска слава и на тој ден се одело во црквата Свети Димитрија. На овој ден во селото доаѓале гости од селата Боровец, Подгорци, Вевчани и други села. Покрај христијаните, овој празник го празнувале и муслиманите. Секоја муслиманска куќа спремала ручек и младите оделе во полето на шетање. Ѓурѓовден бил ден на радост и почеток на нивното печалбарење, зашто по Ѓурѓовден се одело на печалба. Македонците со исламска вероисповед изведуваат и други празнични обичаи. Така, например, празникот Неврус, кој не се сметал за голем празник, се изведувал овој обичај. Кај некое дрво што не раѓало или немало доволно плодови, оделе двајца луѓе со секире или косир и едниот, замавнувајќи 3 пати, ке речел: "Ке го сеча дрвото." Другиот ке извикал: "Не, ке родет."
Со ова дрвото се заплашувало за престојната година да даде повеќе плод. Кај македонците христијани, не само во овој крај, туку и многу пошироко, овој обичај се изведувал на празникот Бадник. Во струшки дримкол на Неврус се садело семе по нивите и се правел мазник. Се верувало дека на овој ден природата земала изим за развивање, за напредување. Еремија броштичани и не само броштичани и од целата Порадика, Деварско и Жупа го слават на 15 мај. На Еремија, како во најстарите времиња, така и денес, младите на пролет собираат разни билки што ги дава нашата природа во овие краишта. Пеат песни, берите се билкарици, се дружат, се бендисуваат, остануваат младите со сите песни од овие краишта, кои што навистина се интересни како во минатото, така и денес. На празникот Еремија се пеат многу песни, како во групи, младите особено интересно со звончиња како одат од куќа на куќа и ги пеат песните Бегај, бегај, Еремио, иде поганија. Вечерта, така и утредента, повторно овие обичаи навистина се слават со радост и се пеат разни песни. Бадник се славел во селата во Малешевско и Пијанец. Како и христијаните и исламизираните од овој крај меселе леп со пара и на тој начин ја прогнозирале среќата во престојната година. Тој што ќе ја најдел парата, ќе бил среќен во текот на годината. Во селото Сирково, Тиквешко пак, исламизираните македонци, пред да се иселат во Турција, го славеле Бадник и како и христијаните, ставале слама врз која кршеле ореви и ноќевале. Користењето на сламата за празникот Бадник е остаток од предхристијанскиот период и е поврзано со верувањето дека таа има привлечна сила за боговите и за душите на покојните предци. Кога зборуваме за сунетисувањето, да напоменам дека тоа е најчесто верски чин, тоа е поврзано со религијата. Знаете, машките деца задолжително, обично во првите 5-6 години, се обрежуваат. Тоа е, сите знаат дека е мало хируршки зафат се прави, заради прво самата вера го налага тоа, а од друга страна е поради здравствени и хигиенски потреби, кои што еве ден денеска се установија во современо општество дека се корисни да се прават. И тоа порано беше традиционално. Знаете, се сонетисува по 20-30 деца, се правеше сунет на ниво на цело село. Денеска е и тоа современо. Денеска обично се прави исто во ресторан, каде што или екипа медицинска доаѓа и го врши сунетисувањето, обрежувањето, или детето се носи до најблиската болница или здравствен дом, каде што хирурзи ја вршат таа работа. Богат фолклор македонците со исламска вероисповед имаат при изведувањето на свадбите. Иако исламот како религија нашол место и во овие обичаи и верувања, сепак многу нешто во свадбените обичаи кај македонците со исламска вероисповед е исто или слично со македонците христијани, што зборува за некое заедничко минато. Иако многу нешто влегло преку исламот, сепак многу елементи од свадбените обичаи и песни потекнуваат од христијанскиот период на оваа популација, како и од предхристијанскиот период. Затоа зборуваат многу пагански елементи, верување и суеверија, многу магиски дејствија и заштитата од нив. Без разлика дали зборуваме за македонците со христијанска или исламска религија, свадбениот обреден комплекс грубо може да биде поделен на предсвадбени обичаи, свадбени обичаи кои се одржуваат на самиот ден на свадбата и посвадбени обичаи и обреди.
Предсвадбените обичаи започнуваат со обичајот бротање или засакување, за кој има пишувано Джева Џулиовски, се изведувал на летник 14 март, за кој се смета како ден на почеток на пролета во Долна река. Инаку овој празник е познат и како Медник, а со ова име во македонската народна култура се определуваат оние денови што се наоѓаат на граница. И фактички овој празник е граница меѓу зимата и почетокот на пролета, или ако земеме народното 2 годишни времења зима и лето, како навестување на летото, на пролета, на летото. Со овој обред девојките јавно ги соопштуваат своите симпатии и се изведувал веднаш после враќањето од надрен. Во минатото свршувачките се правеле без согласност на момчето и девојката, но денес не е така. Денес младите самите решаваат за својата судбина, односно си го избираат својот брачен другар и тоа отворено го соопштуваат на своите родители. Порано и кај македонците со исламска вероисповед, свршувачката се правела со стројници. Стројникот бил близок роднина или пријател на родителите на момчето. Некогаш се испраќале и двајца стројници. Стројникот требало да биде лице што знае убаво да зборува, да го фали момчето, да ја фали куќата, имотот, членовите на семејството и со тоа да влијае родителите на девојката да ја дадат за момчето што го испратило стројникот. Пред да се тргне по невестата, се изведува обредното бричење на зетот. Потоа зетот заигрува оро и тргнуваат по невестата. Кога сватовите одат по невестата, напред тргнуваат мустулџии од 3 до 5 мина. Порано оделе качени на коњи, а денес во возила. Тие треба да известат за доаѓањето на сватовите. Мустулџиите се дарувани со шамивчиња. Порано невестата се носела качена на накитен конј или на запрежна кола, а денес тоа се прави со луксузни автомобили. Кога ќе пристигнат во домот на невестата, незините родители ги пречекуваат сватовите со благословот. Добре дојдовте, и ја ирлија дае, и Господ да даде муабет, на што се одговарало: Амин, и во ваша куќа да дочекаме свадба. Кога доаѓа невестата од дома е кога носат, седи, ја стануваат на столица и ја редат дете машко, и кај православните и кај муслиманите. Таа после им дава пара или нешто тоа. Понатака има во една песна "Привишила се капина". Капина оно што боцка. Иху. Кај православните тоа се реди менување на сваќи, кај муслиманите нема менување на сваќи, но истата, кога дувакот му се реди, се пее оваа песна. Или добре дојде мори Подгорчанке, или мори ако од Подгорци, добре дојде мори Лабоништанке, кога дојде, кога седна, и така натака песните, дали ти е жал за твојата мајка, за твојата сестра и така натака, тоа се сите. Сите песни што и се пеат на невестата кога ќе дојде и кога ќе се оди, се на македонски мајчин јазик, тоа го повторувам. Колку сакаат нека имаат влијание. Сепак најмногу заеднички елементи кај исламизираните македонци и кај македонците христијани има во кумството. Не само истиот начин на манифестација на кумството, туку и многу други сведоштва зборуваат за некогаш заедничкиот живот на ова население. Односно, зборуваат за фактот дека исламизираните македонци во не многу далечното минато биле христијани. Денес во Западна Македонија, во регионите каде што живеат македонци христијани и македонци со исламска вероисповед, постојат два вида кумство: крсно или крстено кумство и кумство наречено космење, односно стригано кумство. Јас да ви кажам јас како се оженив. Значи, мојата свадба, сега пред негде 17 години, била на традиционален скудрински начин, автентичен за нас. Интересно е тоа што е слична во многу работи сега со галичкава свадба, која е традиционална или секоја година која ја гледаме.
И истата со разлики што невестава нели се носи на коњ, е облечена поразлично од таа невеста што е сега на галичката свадба. Имаме исто кумови, стројници, тапаните се неизбежен дел нели од секоја свадба, беа порано. И бричење на зетот, нели играњето на ора на кумовите, после кога ќе се донеси невестата, нели тие обичаи кои следуваат, земање на невестата од страна на зетот, исто невестата се носи со поворка, повеќе луѓе учествуваат и ја носат до куќата на младоженецот и така натаму. Но тоа полека во најголем дел изумира, затоа што веќе современите свадби си го направија, начинот на живот современ си го направи тоа да сите свадби бидат современи и порано ако свадбата беше 4-5 дена, да речеме, сега се прави за 4-5 сати во ресторан, се завршува. Тоа го направија модерните текови, пак ќе повторам, заради немање на време, луѓето поголем дел се во странство и тука идат поиќе свадби се случуваат, да речеме 40-50 во една година, односно во еден месец од тие 20 на дена, па ни се случува да имаме по 4-5 свадби во еден ден и ние сме мала средина, мало село, секој со секого е близок и така да се останува на тоа да се скрати времево и на современ начин да се заврши свадбата. Доста заеднички елементи македонците со православна вероисповед и македонците со исламска вероисповед имаат во почитувањето на кумството. Значи, се случувало во периодот кога биле едните и другите христијани да бидат меѓусебни кумови. Кога подоцна едните го примиле исламот, не можеле да бидат кумови во смисла на крштевање, но затоа останале кумови со едно друго кумство, кое што се вика стригано кумство или подстрижување, така што останале да бидат во роднински врски, останале да бидат кумови, само не со крштевање, туку на некои други начини. Да речеме, придавањето на име исто така имале своја заслуга, бидејќи исламизираните македонци името не го давале во џамијата, во храмовите, туку во домот и на тие свечености присуствувале и македонците христијани кои што ги задржале тие врски кумството. Исламизираните македонци обичајот крштевање го напуштиле, но го замениле со друг обичај познат како наиме. Имено чинот на давањето на името на новороденото дете бил проследен со многу обичаи и верувања, но за разлика од давањето на името кај македонците христијани во црквата, исламизираните македонци името на детето му го давале во домот, а не во џамијата. Во домот се приредувала гозба само за најблиските, се давала храна наречена мазница или на ризик, каде што учествувале и децата и возрастните. Децата исто така земале учество во давањето на името на новороденото. Кај македонците со исламска вероисповед исто така е позната формата сретен кум, која што ја има кај македонците христијани. Имено ако во една фамилија подолг период не траеле децата, умирале, се одело на сретен кум, значи кога детето ќе било носено за давање на името или едноставно било изнесувано на улица и првиот што ќе поминел станувал кум. Не се случило некој да одбие такво кумство, тоа се сметало за голема почит дури и за големо признание, така што оваа институција сретен кум била често застапена кај исламизираните македонци. Исламизираните македонци имаат иста народна митологија како и македонците христијани, што зборува за нивното заедничко минато. И ова население во својата митологија ги имаат самовилите, змевот, ламјата, ѓаволот, наречниците и другите митолошки суштества. Самовилите
се представени како женски суштества, убави девојки, кои што најчесто живеат покрај езера, покрај реки, значи покрај води, се бањаат, носат најчесто прозирна облека која што повеќе истакнува нивната убавина, најчесто имаат врски со овчарите кои што живеат во тие предели и така натаму. Чести се тие народни умотворби за овчарот и самовилите. Самовилите се негативни демони во основа и тие му прават зло на човекот, особено ако некој нагази на нивното оро или на нивната трпеза, но има случаи каде што самовилите се позитивни демони, каде што му помагаат на човекот во одредени ситуации. Потоа го имаме змејот како митолошко суштество, кое што е позитивен демон. Најчесто змејот е поврзан со одреден синор, со одредена граница на едно село и го штити синорот од разни неприлики, најчесто од градоносни облаци. И кога светка и кога грми, се верува дека змејот води борба со ламјата, која што пак е негативен демон и доаѓа да го уништи бериќетот. Змејовите биле познати како големи љубовници, кои што стапувале во врска со девојки, жени и така натаму, кои што оставале пород, и се верува дека змејот е еден од најпозитивните демони од народната митологија. Потоа имаме ламјата како поим за изедливост, како негативен демон, како суштество кое што секогаш прави штета. Имаме чумата како негативен демон, секогаш што прави штета, затоа постоеле и различни обичаи за заштита од чумата со заорување на синорот на земјиштето или со правење на чумино платно. Имаме верување во наречници, исто така и македонците со исламска вероисповед, како и христијаните верувале во наречниците. Тоа се 3 жени кои што на третата ноќ од раѓањето на детето, точно на полноќ доаѓаат и му ја одредуваат судбината. Се верувало дека и 3 наречуваат, но тоа што ќе го рече последната останува како закон и тоа се исполнува, тоа му е судбината на детето. Иако имало случаи да се избегне судбината, сепак се вели во народните верувања, во приказните, дека тоа што ќе го рече третата наречница останува како судбина на детето. Има и други митолошки суштества, како вампирот, да речеме, како други, со кои што пак се поврзани одредени анегдоти или одредени приказни или топоними во овој крај каде што е населено со македонци со исламска вероисповест, како Реканскиот крај, да речеме, или Струшкиот Дримкол, каде што живеат каде што живее ова население. Погребот како чин исто така е поврзан со религијата. Погребот кај муслиманите во Македонија е ист со погребот кај сите муслимани во целиот свет. Значи тоа е дел од пропишаната книга Коранот, како да се погреба муслиман. Ние сметаме по нашата книга дека човекот како што доаѓа на овој свет, така треба и да замине. Значи, кај нас не постои ни ковчег, ни сандук, ни таква работа. Погребувањето се врши само со, мислам дека бело платно, каде што претходно починатиот се мие, се средува, се чисти и така се става во неговиот вечен дом, односно во гробот. Македонците со исламска вероисповед имаат богат фонд лирски народни песни. Во нивното поетско творештво отсуствува народната епика, но богат е фондот лирски песни, како и лирско-епски форми, односно балади. Истражувачите на народното творештво кај ова население истакнуваат дека епската песна исчезнала со примањето на исламот, но сепак некои мотиви и представи се останати во раскажувачка форма, како на пример некои легенди за Марко Крале, за Муса Кеседжија и други јунаци од овие времења.
За сметка на тоа пак лирскиот фонд песни е многу богат. Оставаат впечаток празничните песни, поврзани со Летник, Лазара, Ѓурѓовден, Еремија, но и со другите празници. Потоа свадбените, печалбарските, другите трудови песни, посебно љубовните песни, хумористичните, потоа детските песни и други. Исто така богат фонд представуваат и свадбените песни, кои содржат неисцрпно богатство на мотиви, форми, поетски решенија, но и неисцрпно јазично богатство. Во однос на вокалната традиција и во традицијата на културата на македонците муслимани кои ја негуваат својата собствена традиционална култура на пеење, може да се забележат неколку типови на песни, односно неколку карактеристики на песни, а тоа се најчесто соборските песни, потоа обредните песни и календарските песни кои се во тој календарски циклус. Може тие три типови на песни или тие три типови карактеристики на песни може да се забележат нивното губење или нивниот момент на трансформација. За жал, соборските песни веќе се исчезнати кај најголем дел од населението кај македонците муслимани, но затоа се задржани дел од свадбениот циклус и веќе се нагубени песните кои биле карактеристични за тој календарски циклус. Најтипичен календарски циклус на песните биле песни кои се пееле во пролетниот и летниот циклус, односно во пролетниот циклус во периодот на Ѓурѓовден, односно и Летник, но е многу голема специфика кога се зборува за празникот Ѓурѓовден, кај македонците муслимани е типично тоа затоа што тие во најголема мера биле сточари и како култен празник бил празникот Ѓурѓовден. За празникот Ѓурѓовден до неодамнешни времиња се задржале песните и карактеристиките за песните во однос на Ѓурѓовден, но сепак кај една популација, ако може да се каже дека во селото Мелница и Горноврановци забележени се дури и песни кои се пееле со обредна содржина за Свети Лазар, односно за лазарските обредни повраќи. Во однос на свадбениот циклус пак, тука веќе се задржани во поголема мера повеќе песни и може да се каже дека во најголем дел во пределите каде што живеат македонците
муслимани се уште се практикуваат песните кои се наменети за свадбата. Во однос на празниците како што се Бајрам и Рамазан, многу помалку тука се пеело, многу помалку имала вокална традиција, но сепак во некои предели, како што се македонците во Меглен, односно македонците кои живеат денеска во Турција, се потекло од Меглен, се сретнува и песните за Бајрам и односно за Рамазан. Во минатото исто така познато е во времето на пролетниот циклус, кога се празниците Летник и Ѓурѓовден, карактеристично е правењето на трубите бори кои што се правеле од врбова кора со карактеристично сечење на дрвото, се правело еден вид на труба кој што на крајот завршува со писка која што исто така се прави од врбова кора и на тој начин се наговестува, односно се навестува пролетта како многу важно годишно време кое што било значено за луѓето, затоа што тие се занимавале со сточарство и со земјоделство. Како и во секое друго народно творештво, и во народното творештво на исламизираните македонци, љубовните песни се најбројни. Љубовта на младите била вечна инспирација кај народниот творец, така што и кај оваа популација се создале мноштво песни со неразлични мотиви инспирирани од љубовта. Многу од овие песни личат на варијанти од љубовната поезија на македонците христијани, зашто се работи за исти мотиви, исти копнежи на младите, исти страдања поради невратената љубов и така натаму. Секој народ, љубовните песни се најобемно застапени, тоа и кај македонскиот народ и кај другите народи, и така и кај ова население со исламска вероисповед, љубовните песни се најобемно застапени и тие поседуваат најубави уметнички својства. Ajde bole leži, desir ja ćumer more, vreme 3 godini. Ajde vrat se drži, desir ja ćumer more, nosivo sokle. Ajdem go drži, desir ja ćumer more, grlo zbor mu zbori. Grlo zbor mu zbori, desir
Ајде ке те пратам, де си во сокле море, на мојот вилајет. Ајде да и видиш, де си во сокле море, мои рамни двори. Очигледно е дека македонците со исламска вероисповед имаат богат фолклор, создаван низ изминатите векови. Во нивниот фолклор среќаваме доста христијански елементи, како остаток од времето кога биле христијани, односно од времето пред да го примат исламот. Треба да се каже дека во фолклорот на ова население има и многу предхристијански, односно пагански елементи, кои денес се среќаваат и во фолклорот на македонците христијани. Затоа може да се рече дека не само поради јазикот на кој е создаден, туку и поради другите карактеристики и вредности, фолклорот на исламизираните македонци е дел од целокупниот македонски фолклор.